како и кога сум го приметил дека имам таква моќ. Драги гледачи, ја уште од малецко дете, значи на 3 годишна возраст, кога гледав во предметите, со поглед, значи предметите се помрднува, значи маси, столови и такви работи. Значи, еве, драги гледачи, може да ви демонстрирам со ова моје шише, еве како ќе го гледам со погледот, значи шишето ќе почне да се крева самото шише, значи како го гледам, значи тоа оди нагоре. Еве, драги гледачи, може да видите. Сега, драги гледачи, шишето ќе го ставам пак на своето место. Ете така, драги гледачи, значи тогаш се помрднуваше играчки и такви работи. Јас тогаш мал бев и мислев дека брат ми или сестра ми го постари, па ги наведем на батерија или одат. Но прозори и врати се отвара, јас тогаш се исплашив, бев детенце од 3 години и мислев дека има вампири, духови во куќата. Имав слушано во баба ми дека имало такви работи, нормално бабите на внуците им кажуваат такви приказни. И тогаш многу бев исплашен и избегав од куќата. Но моите му убедува дека нема такви работи и дека ми се причинува. Еден ден, значи, си игра во дворот, кочење од кола, колата го сгази едно куче, кучето цело беше искрварено, карши улицата, значи си плетеа баби чорапи и ми веле: "Не бој, синко, да одиш кај кучето." Јас отидов кај кучето, го фатив за предните и за задните нозе, охрабрен од оваа работа, и кучето стана, јас си плачејќи избегав дома, се исплашив и кучето почна да оди по улица. Бабите се крстеа и велеа: "Леле, оваа дете е чудно, има некаков моќ." Вели како го воскрсна кучето.